се наоѓаме токму тука. Изворот Црна дупка на Црна река е железница. Овој извор сега кај што се наоѓаме на лице место е најголемиот извор на река Црни. Тој се појавува како понорница од селото Цер. Таму целата вода понира и овде излегува преку најголем извор. Значи има огромно сливно подрачје горе. Реката во селото течи, после по целото понира и ја снемува и излегува овде. Овој извор е најголем. Исто така имаме и во селото Железнец уште два извори. Тие се стални и тие не пресушуваат. Овде погоре има уште два извори, ливадите, и тие сега течат. Меѓутоа летото може да пресушат и тие горе. Тоа е она река што иде од озгора те каменоломо, понира таму и после излегува ваму. Исто и од кај Велмерци, од таа страна и од Мало Црско и од Големо Црско, и тоа сливно подрачје доаѓа тук. И сите овие извори, бидејќи ова е карстен предел, ова цела планина е од карстен, да ги гледате стените, вакви се пократини и целата вода пропаѓа долу, кој ќе дојде на глина, не пропусна долу, тогаш излегува како извор. Значи може да се случи. Влегува понорница, излегува како извор, пак понира и така наставно продолжува се до тук. Колку повеќе снег, колку повеќе дожд имаме овде, толку е поголема ова вода овде, главниот извор на Црна. Дали водата од најголемиот извор на Црна река е добра за пиење? Значи ова не е за пиење. Бидејќи содржи манган, не. Значи мора да оди на филтерница. Нашиот пријател Бранко ни ги покаже и двата извори на Црна, кои се наоѓаат во самото село Железнец. Тие се многу блиску еден до друг. Никогаш не секнуваат. Водата е многу чиста и мештаните ја користат за пиење. Освен Црна река, овој крај има и други природни богатства. Ова подрачје е богато со манган и имаме рудник во Сапотница долу. Тој сега е затворен. Инаку порано од тука се вадеше руда и манганова, меѓутоа и железна руда и се носеше во Скопје во железара. Затоа има направено и железница. Сите овие карстни предели содржат и манган. Значи некаде е тоа побогато лежиште, некаде не е толку богато, таму кај што е богато се отворени рудниците за манган. Значи и на Цер имате рудник за манган исто. И за манган, значи и за железо, бидејќи челико за да биде како материјал тврд, треба да содржи силициум, манган и така натаму за високоповреден челик за железото да се обогати. Ова беше нашата денешна приказна за убавините на Македонија. Приказна која почна со бистрината на Црна река, а заврши со моќите на манганот. Сето тоа е уште еден доказ дека во Демирхисарско природата ни ги подари своите највредни ресурси, а ние треба само да ги почитуваме и заштитиме.